2306 барања за легализација на дивоградбите има поднесено во Струмица до 31 март годинава. Иако законскиот рок дозволува доставување на елаборати за овие барања до крајот на 2017 година, досега во Струмица се поднесени околу 600 елаборати. Од секторот за урбанизам и комунални дејности апелираат до граѓаните навреме да ги доставуваат елаборатите и да не го чекаат последниот рок. Од новите барања имавме доставено 2306 барања. Значи за neki рокот ќе трае уште една година до 31 декември 2017. Значи за тие барања се уште има, меѓутоа некои луѓе гледам во овој период, значи имаме доставено некаде околу 600 елаборати. Така да мислам дека поуспешна ќе биде акцијата, значи за овие нови барања, меѓутоа тие старите барања луѓето неколку пати апелиравме, меѓутоа дали материјалната страна има некоја пречка што луѓето не доаѓаат, не докомплетираат документацијата, односно елаборати не доставуваат. Доколку граѓаните навреме не поднесат елаборати, Дине вели дека ќе бидат принудени да донесат решение со кои ќе ги одбиваат барањата за некомплетирани. И за жал ние после 31 декември ќе мораме со одбивни решенија да ги сите тие луѓе да добијат одбивни решенија и понатаму треба да настапи инспекцијата градежна и така натаму. Значи за тоа можеби временскиот рок е краток, бидејќи самите геодетски фирми, ако има наплив на странки баратели сега во овој период, физички не знам дали ќе можат да постигнат на сите да и спремат елаборати, бидејќи тоа е малку опширна работа, бидејќи треба да излегува на терен, треба да припрема документации и така натаму, значи самиот елаборат бара време за да се изработи. Меѓутоа тоа е доста долго време, значи од 2011 па до денес имаат граѓаните долг период за да можат да комплетираат документацијата. Инаку за старите барања за легализација кои се поднесени до 2011 година, досега од вкупно 9306 барања има поднесено само 4700 геодетски елаборати. Крајниот рок за нив истекува на 31 декември годинава.